Во сегментот на кој што му припаѓа Opel Mokka постојат повеќе од 20 модели. Без разлика дали станува збор за големо волуменска марка или премиум марка, сите мораат да имаат BSUV или кросовер. Таму владее најжестока конкуренција. Постојано доаѓаат нови модели, се заменуваат постоечките модели кога ќе им попушти силата. И што направи Opel по 4 години присуство на Opel Mokka на сцената? Само ја пребојадиса. Има 3 нови бои, ова е едно од 3 нови бои. Има нов подпис на графички подпис на дневните светла исто и назад. Има нови облоги на седиштата, има нов волан, има плафониера внатре, има прстени за прицврстување во багажникот и има ново лого назад. И тоа е се. Меѓутоа, се сведува на тоа дека Opel ја прелакира Mokka. Тоа е исто како да имате апартман некаде на море, на некоја важна локација и постојано околу вас никнуваат нови апартмани со огромни рекламишта, гласни рекламишта, а вие спокојно само си ја менувате бојата и освежувате бојата. Зашто? Затоа што имате локација. Што толку има вредно Opel во оваа Mokka, што прави да биде толку самоуверен и по 4 години во најжестоката конкуренција на пазарот, само да ја смени бојата. Ако има највредното. Има историска заднина од манта и го има стилот. Погледнете ја само. Што да се менува тука? Завршната изработка во многу детали е дури и во предимство во споредба со Grandland, кој што е понов и посвеж модел уште ми е во сеќавање, зјаевите чинам дека се уште потенки отколку кај Grandland. Сепак, тоа е модел кој што се произведува веќе 4-та година, подолго од 4 години и се што имало да се усоврши, се усовршува. Постојано во производството се воведуваат некои промени, усовршување за кои што секако дека не известува фабриката, знаете, го сведовме за половина милиметар го подобривме зјајот. Значи да, сите нулти споеви, ова е Opel печат, значи на вистина прецизноста одушевува. Еве тука во оваа точка 3 површини се спојуваат и вметнати како се овие делови, значи на вистина остава впечаток и тоа што многу ме изненади, барем сега го забележав тоа прв пат. Оваа лајсна, многу труд е вложено за оваа лајсна да се вклопи, да биде присутна и да изгледа така. Таа веројатно лајсна и придонесува, е главна за да се постигне овој изглед и е додадена. Тоа е еден зафат кој што повлекува, кој што влече корени уште назад во времето на Opel, Адам, значи го имаше стилското градско автомобилче на Opel, го имаше тој зафат, е препознатлив. Меѓутоа, тоа што сега ми остави впечаток посебно е начинот на кој што е влежишта на таа лајсна. И се е тоа под гума, се е под заптивка, не смее да крцка. Сега, ако веќе забележувам за некои детали, тоа е, например, ова лајсна тука, некако ми се чини дека е премногу слободна, меѓутоа не мора да значи, затоа што е предвидена
за да налегне на средишните столбови. Значи да, тоа е малку loose end. Тоа е малку слободен простор, ми се чини, далеку од тоа дека пречи, тоа е повеќе завршна изработка, далеку од тоа дека ќе се распадне нешто. Исто и во ретровизорите, оваа капата на во А точката, значи под А столбовите, оваа капа долу, исто и таа е лабава, меѓутоа, секако станува збор за сето тоа е заради заштита на пешаци. Тука има траги, значи во спойлерот, во пластичниот спойлер, тука има трага од калапот, во кој што било леено. Значи тоа е само еден мал зафат во завршната изработка, денес нема луѓе кои што ќе поменат со шмиргла за тоа да исчезне. Значи тука да има една трага, има пеперутки во полуда. Има една трага, овде ја нема. Значи 2 мм. Тоа е се што има. Светлата се одлично вклопени, сите детали се одлично вклопени. Нивото ГС се препознава лесно и по сјајниот финиш на арките на крилата и по овој стилски елемент. Сето тоа е лакирано во сјајна црна боја, во иста боја со покривот. Тука е црн секако кај ГС, а може дури да се нарече и црна хауба. Навистина, колку повеќе ја гледам, толку повеќе се уверувам колку годините во производство ја усовршиле изработката. Нема нешто да е косо вградено, значи не зборуваме за прст или 2 прста, туку за милиметар. Нема нешто да е косо вградено и се е во линија. Меѓутоа, чисто заради впечаток, би било добро ова да не е лабава. За да бидете сигурни, тоа е едно своевидно правило, за да бидете сигурни дека сите детски болести се надминати кај некој модел, тогаш фейслифтот посегнете по фейслифтот. Внатрешната изработка исто така е под предзнак германски и под предзнак на фейслифт, односно на модел кој што веќе 4 години се произведува. Промените се минимални со фейслифтот. Главно се сведува на седиштата. Овој дизајн ми се допаѓа. Да, ми личи на спортски обувки. Германците сепак ја имаат Adidas. Марката се разбираат во функционална спортска опрема луѓето. Ги спомнав, значи, тие промени и средината на воланот, топукот. Исто така е сменет и стилски е доведен да се совпаѓа со визорот напред. Еве го пак тој рог. Звукот е интересен. За изработката нема што да се забележи. Единствено, мој субјективен впечаток е дека дизајнерите на Opel треба нешто да сменат во одделението за внатрешен дизајн. Да, тука има една површина која што може би личи на некој метален блок. Може би на метал треба да потсеќа ова извлекување, овие траги од извлекување. Меѓутоа, некако сето тоа ми личи како да е недоволно убедливо. Ми не достига стил. Како што беше случај претходно со тестот на Opel Grandland, тестовите на Automedia од сега се содржат од возење по стандардна рута, тестирање по стандардна рута, која што е со должина од околу 236 километри и таа делница се состои од 4 одделни делници на кои што се проверува се. Се проверуваат и перформансите, и комфорот, и возните својства, и секако потрошувачките. Тука сум кај надвозникот кај Петровец, прво одредиште ми е Страцин, значи се упатувам преку Арачинова, ја избегнувам Патарината и поблиску ми е да дојдам до Куманово. Тука има веднаш вклучување на автопатот и едно забрзување. Да видиме колку се
тие 130 конски сили, 130 конски сили, еве го. Ето. Брзина од 120 ја постигнува со, само да видам сега, 7-миот степен, еве, 8-миот степен и возам 120 со 2200 вртежи, тоа е ниво на дизел мотор, 2-литарски дизел мотор. Значи, навистина, ниско ниво на бучава. Погонската конфигурација, односно, лентата ќе морам да ја сменам, затоа што таму е катастрофа, оваа е многу посмирана, мора така да се избира кај нас. И станува збор за погонска конфигурација, која што е основна во понудата, значи 1 2-литарски мотор, турбо натполнење 130 конски сили, 230 ньютон метри, 8 степен автоматски менувач. Автоматски менувач со класична конструкција, значи не менувач со двојна спојка, туку автоматски менувач со претворачно вртежен момент, како што Господ го дал. И тоа е воедно и најголемата предност на оваа погонска конфигурација, погонска комбинација, затоа што менувач со двојна спојка, колку и да има предности, а тоа главно е цената. Тоа е целата работа. Значи, менувач со двојна спојка не е ништо друго, туку мануелен менувач кој што сака да биде автоматски менувач, грубо кажано. И се проби менувач со двојна спојка, затоа што е поевтин од класичен автомат, покажам кој што не е, од класичен автоматски менувач со претворачно вртежен момент. И секако огромна разлика постои меѓу оваа погонска конфигурација и таа во претходно што ја имав на тестот на Opel Corsa, каде што се користи, значи, блага хибридизација, модел со благ хибриден погон, меѓутоа, таму е менувач со двојна спојка, кој што е електрифициран, односно 6 степен менувач со двојна спојка, каде што е вграден електромотор во самото звоно на менувачот. И во тоа е голема разлика меѓу оваа погонска конфигурација и погонската конфигурација кај благиот хибриден погон, кој што исто така се нуди кај Opel. Хаос. Меѓутоа, солидно се покажува. Очекував многу по-тврдо, многу помалку, дека ќе прости подвозијата тука на овие нерамнери, кои што се навистина многу оштетен пат овдека. Имам впечаток до сега, дека реагира потврдо, меѓутоа со причина, ќе зборувам и за тоа. И автоматскиот менувач што го има оваа мока, значи во оваа погонска изведба е најголемата предност на оваа, на погонската конфигурација. Потрошувачката од поаѓањето по овој пат, каде што е релативно бавно возење, е 7,3. Возам 60 на час, односно 55 во 5 степен. Еве што се случува автоматикот. Во 2 степен. Значи, во меѓувреме ја држи во 3, да. Фантастична работа. Менувач со двојна спојка никогаш нема да врати толку ниско како што ќе врати автоматик при кикдаун. Во нормална програма. Во спортска програма би реагирал уште подиректно, меѓутоа сосем сум задоволен од тоа од работата на кикдаунот, односно на автоматикот. И тоа е софистицираност на автоматикот. Не има постојат предрасуди, луѓе некогаш одбива, има одбивност кон автоматиците во време кога имаше максимум, најмногу што можеше да се очекува беа 4, 5 или 6 степени на пренос. Тука имате 8 степени на пренос, меѓутоа не е само до степените на пренос, туку е многу софистицирана техниката и секако е потрајна во поглед на прашањето за трајност. И
главното прашање околу 1-2 литрскиот мотор на Stellantis PureTech. Ова е со код NH05. А тоа значи дека моторот, значи PureTech, кој има заменато запчастиот ремен потопен во масло, го има заменато со ланец, односно верига по македонски. И со тоа се надмина таа чувствителност која што ја имаше навистина моторот, предходната изведба, постарата изведба на моторот, каде се јавуваше проблемот. Имам кажано за тоа повеќе пати, меѓутоа што е суштината? Се додека се почитува интервалот на одржување, проверка и замена на запчастиот ремен и се користи маслото со пропишаната спецификација од производителот, тој мотор ќе работи перфектно. Значи, секако, се ќе работи перфектно, меѓутоа по поглед на чувствителноста на запчастиот ремен. Кога ќе се премена на друго масло или кога ќе престане да се почитува сервисниот интервал, а тоа значи кога ќе заврши гаранцијата или кога ќе го смени собственикот, веројатно ќе го смени, ќе преиде кај друг собственик, не се почитуваат интервалите, не се почитува маслото, се користи поевтино масло и секако дека се јавуваат проблеми. Доколку се почитува се и се вози одговорно, нема проблем. Зошто толку го спомнам тоа? Неодамно објавив, односно го преобјавив, извештајот од супертестот на почитуваниот германски магазин Autobild, кој што своевремено во неговото македонско издание го уредував. Значи, многумина ќе се зачудат, меѓутоа, ете, пред да настанат овие циркуси со нашата медиумска сцена, денес Autobild Македонија навистина излегуваше на македонски јазик и во Македонија со македонски тестови се не се. Autobild, германскиот Autobild, направи супертест на 100.000 километри. Значи тоа не е многу, меѓутоа се има случувано на тие 100.000 километри да се посрамотат бројни модели и токму по завршувањето на супертестот се расклопува моторот до најситен дел, значи се расклопува, дури секако клиповите се отстрануваат, се проверуваат лежиштата, истрошеноста, чувствителност на корозија, на каросерија, подвозје, буквално се. И што кажа колегите почитувани, најпочитувани од Autobild? Никакви траги од абење на значи на кошулките, сосем пристојна состојба, значи мала минимална истрошеност на клипните прстени, на кариките, мали наслаги веројатно од гареж на вшмукувачките. Тоа е чудно, значи на вшмукувачките, меѓутоа тоа веројатно поради начинот на користење во градски услови и слично, студ и се. И значи, ја од слободија, ја оттргнаа таа неизвестност околу моторот. Трицилиндарскиот, односно тоа што нашите дежурни коментатори по друштвените мрежи го водат триклипан мотор. И во оваа пригода, додека уживам во возење по овој дел од патата и да имам потрошувачка, патам 7,4, 41 км. Зошто 3 цилиндри? Затоа што браншата веќе 3 децении работи на даунсайзинг. Значи, што е тоа? Се смалува с целата бранша, технолошкиот напредок и барањата за животна средина и слично условија браншата да премине на даунсайзинг, односно, како што и кажува тој англиски поим, смалување на работната зафатнина на моторот и надоместување на моќноста која што би ја имал поголем мотор со турбонадполнење. Значи, тоа што се губи од моќноста со скосување на работната зафатнина се надоместува со турбонадполнење. Односно, турбонадполнењето имитира имитира мотор со поголема работна зафатнина. Зошто? За да се смали потрошувачката и да се намали загадувањето на животната средина, што како тема кај нас е воопшто небитна. Значи,
ние сме заостанати уште во време, далеку сме во поглед на свесноста за животната средина. И што значи тоа? Мотор кој што постигнува моќност од 100-130 конски сили, значи некој минимум па и оптимум, значи 130 конски сили тука се оптимум некаде во таа класа, за да се постигне таа моќност која што ја бараат и очекуваат купувачите од 100-130 конски сили, е сосем доволен 1-2 литарски мотор кој што со турбо надполнење постигнува 100 или 130 конски сили. Нема потреба. 1 5-литарски мотор кој што ќе користи турбо надполнење конструиран според принципите на даунсайзинг, ќе има 180 конски сили и тоа е случај воедно кај хибридот, меѓутоа тој мотор би имал и уште поголема моќност. Не се. И затоа, значи, е сведен моторот, се користи таа работна зафатнина. Не е за тоа што некој сака да не излаже како купувачи, или возачи, или експерти, или да не измаме, или да украде, туку едноставно технологијата го дозволи тоа. И зошто не 4 цилиндри? Затоа што мотор со 3 цилиндри, со оваа работна зафатнина, со 1-2 литар, троши помалку во споредба со мотор со истата работна зафатнина со 4 цилиндри. И уште една карактеристика која што е неоспорна, значи 3-цилиндарските мотори при ниски и при средни вртежи постигнуваат повисок вртежен момент, значи повлекуваат многу подобро, посуверено во споредба со 4-литарски, односно 4-цилиндарски мотор со истата работна зафатнина. И еве тука сум на првиот паркинг по Страцин, да видиме што ќе покаже патниот компјутер. 7,1. 68 километри се поминати до тука. 7,1. Значи тоа е минимално повисока потрошувачка во споредба со Грандленд, кој што е поголем, меѓутоа со плаг-хибриден погон. Просечната брзина е исто споредлива, 67 километри на час. И веќе сум на излезот од Пробиштип, понатаму продолжувам по третата делница од оваа стандардна рута, 33 километри од Страцин, 7,3 просечна потрошувачка, вклучувајќи го и тоа возење, значи со прилично висока динамика од Кратово нагоре, 7,3 просечна брзина 61. Тоа што е згодно нешто е прикажувањето на билансот од возењето, еве. Други вредности 7,4, 33 км, 33 минути. Тоа што го имаме како реалност е тоа, 5,5. Грандленд потроши помалку на вистина, меѓутоа тоа е сепак благ хибрид. И уште еднаш ова многу ми се допаѓа. Приказот на исходот од возењето е искачувањето ветерско, каде што автомобили што не располагаат со доволно ньютон метри не можат да повлечат. Да видиме што вели Opel Mokka со 230 ньютон метри. Сепак префрло 7-миот степен, па во 8-миот степен 2500 вртежи, 138 на час. Искачи не е проблем, меѓутоа тоа зашто сакам да провериме. 80, да забрзам. Значи префрло третиот степен, фантастичен автомат. Ето, и веќе сум на 120, четвртиот степен, 5100.
5400. Значи веќе е над и го задржува преносот, да, сега веќе прехврли 5 го задржува преносот, значи сепак не е тоа неинтелигентна временска спрега. Ево повторно, слично. На стотката, просто, значи сепак е нормално, префрли, врати веднаш од 4-тиот степен, значи ДСГ менува што го многу побавно ќе реагираше, ќе се мислеше прво што да направи и многу меко, многу мазно префрлување во 5-тиот степен и тоа е завршетокот на 4-тата делница од ова стандардна рута на Аутомедија, тест рута на Аутомедија, која што е куса и брза, меѓутоа покажува многу за способноста на автомобилот да се патува подалеку и побрзо. Мока вели дека се поминати, значи од последното ресетирање 22 километри, 9,8 е просекот и 76 е просечната брзина. На тема транспортна способност се е безпрекорно. Со исклучок на тоа што ќе треба малку гимнастика да направите и да го совладате секогаш овој висок и широк рап. Тоа е конструкцијска, значи конструкцијско обележје, дел од конструкцијата, од конструкцијскиот пристап, за да се постигне цврстина, меѓутоа не пречи, не мора да пречи. Ширината на кабината е сосем во ред, сепак се работи за возило кое што е широко 1,80 м и денес и нема возило кое што е тесно, затоа што мора да се постигна за да се задоволат безбедносни стандарди при страничен удар, значи мора да има зона, заштитна зона, бафер зона меѓу каросеријата и меѓу седиштата, па затоа денес немаме повеќе тесни автомобили. Транспортната способност во Opel стил секако дека собира литар и пол шишер во вратите, што е посебно важно сега во лете, джебови, окей, да, тука има малецок простор, тука нема ништо. Да, се е стандард, отворена преграда тука, држач за чаши и подпирач за рака кој што лизга и кој што за да го отворите секогаш треба значи да го вратите во крај на задна положба, па тогаш мора да го отворите, што е малку непрактично. Има касета која што и натаму е неосветлена, касетата е неосветлена, значи сепак би требало да има малку светло во касетата. И тука има некоја преграда што не знам, можеби мобилен телефон да се подпре или слично. Назад е малку потесно. Да, е малку потесно. Висока е клупата. Простор за нозе има, да, некаде просек би рекол дека е просечна просторна понуда, меѓутоа се стеснува тука, се стеснува страничните ѕидови за да се постигне таа мока силует. Назад има џебови, има и тука простор, има џебови во седиштата, подпира средишен нема, тука нема ништо, значи нема преграда за оставање, нема место каде да се остави. Не е премногу тесно, не е до толку дека мора да се допира нешто, дека некој дел од телото ќе се допира до седиштата или до вратата, далеку од тоа. Не, сосем е во ред. Меѓутоа има и попросторни модели, но не изгледаат како мока. Го немаат стилот на мока. Еве го, пак. Не изгледаат вака. Назад има чудна работа, затоа што прекинувачот за отворање е долу над регистарската таблица, каде што е изложен на валкање, а тука немате ништо. Значи, треба да го притиснете тоа, па, за да ви се ослободи простор. И треба да го притиснете, значи, копчето, па да ви се подотвори багажникот, па да
се создаде простор за да протнете прсти и да го подигнете. Да подигнете вратата на багажникот. Назад нема премногу простор, исто така е висок товарниот трап, не е како кај Грандленд засечен браникот за да не се извалкате кога ќе посегнете по багажникот, иако и не треба многу длабоко да посегате. Правилна е формата, добро е тоа што се почитува значи идејата за купе, духот на купе. Значи има работи кои што кај возило кој што е над онаа стандардна спецификација кои што треба да бидат доработени, меѓу нив секако спаѓа и обложување на багажникот. Обложено со филц, нема има прстени, да, додадени се прстени. Да, тоа е ново. 2 прстени се додадени за прицрстување и толку. Нема голема приказна во багажникот, меѓутоа нема да изгледа вака ако е поинаков багажникот. Да, клупата се соборува, има овие прекинувачи, рачки, не се јамки, значи нормално, пристојно има рачки. Да видиме само што е, да. Значи да, има место, сосем е во ред, значи не треба нешто посебна екзибиција да се прави. Меѓутоа, транспортна способност секако не е само товар, туку и луѓе. А тоа значи, седишта Opel. Opel внимава на седиштата, нема да си дозволи да вгради седишта кои што не исполнуваат врвни ергономски стандарди. Да, целосно. Значи, се извлечена е површината, висината на подпирачот за грб ги подпира, навистина ги подпира рамениците и тоа е сосем изненадувачки за оваа класа. Може би нема местење по должина, не би рекол дека се премногу куси седиштата. Да, средишната конзола тука е малку поширока, меѓутоа тоа е друга тема. Седиштата задоволуваат секако висинско местење со практична рачка, тркало германско, значи нема местење по запци, по степени, туку тркало. Подвозјето е повеќе на страната на стегната на тврда подвозја, меѓутоа со причина. И еве ги свијаците. Да, тука веќе реагира и ЕСП. Меѓутоа мошта е контролирана, мошта е суптилна, не пренагла, значи за да не изплаши некој. Страничното држање е многу помалку, односно е многу подобро страничното држање во споредба со други модели кои што да, равномерно проврскување. Не изненади, односно и не толку, повеќе ме подсети дека е тоа. Тоа што ми пречи е што нема, значи немам увид, немам приказ во која програма на возење ми е префрлено во моментот. Да, може да ги менува боите, меѓутоа сега не гледам каква е бојата. Во секој случај е автомобил кој што нуди уживање во возење, нуди задоволство во возење, бесплатно за возење, значи се е предвидливо. Тука секако се од голема корист рачките за рачна контрола на степените на пренос. Во ракувањето се е германизирано, а тоа значи прегледно, педантно, јасно, зрело. 2 дисплеи следат како стандард, значи тоа е веќе со фейслифтот 2 дисплеи од по 10 инчи кои што сочинуваат една целина. Ракувањето со климат изгледа помалку рустикално. Да, тоа е шема која што Opel ја има користено со години назад, изгледа едноставно, меѓутоа ако сега реагираме и за тоа што некој реагира, ако биле дигитални копчињата, дигитално ракувањето, па сега ако за ова се реагира дека изгледало
рустикално, па каде ќе биде крајот? Има неколку промени направени во начинот на ракување со инфозабавниот систем, главно околу поврзувањето. 5 секунди веројатно трае додека се поврзе телефонот со Opel. Воланот е сменет, зарамнете сега горе и доле и ова е материјал што ми се допаѓа, значи да, не е кожа, се гледа дека не е кожа, меѓутоа според чувството е многу подобро од кожа која што инаку би ја вградиле на големо производителите. Ова е, да, навистина ми се допаѓа квалитетот при чувството и малата чувствителност на температура. Веројатно и тоа е меѓу својствата кои што се плюс кај овој материјал. Ми се допаѓа исто изработката, да, копчињата се стандардни, нема нешто премногу додевање со стилови и слично. Нема тајна околу ракувањето никаква. Ако веќе требало да се забележи за нешто, ме чуди тоа што нема собирање на ретровизорите. И овој пат, па би сакал во GS ниво и верзија со автоматик, би сакал и старт-стоп копче да има. Да, убаво е чувството со клуч, убаво е тоа што има и рачки на воланот, меѓутоа копче старт-стоп ќе смени многу. Се додека патот е мазен, рамен, културен, нема ништо да почувствувате од таа палавост на подвозјето. Главно задната оска е таа што реагира малку по тврдо, по круто. Се слуша и сето тоа е проследено и со звучна информација, звучно доживување, меѓутоа ништо страшно. Секако јасно е на сцената што сакаше да постигне Opel Mokka со Opel со ваквиот концепт на Mokka и тоа е нешто што е токму прифатено како предимство на Mokka. Единствено кога ќе се појави некоја груба нерамнина, еве, дури и тука реагираше по-меко, значи, отколку тоа. Единствено кога е некоја груба, значи груб преот или некој оштетување на патот или некој неписмено изведен лежачки полицаец, единствено тогаш, да, ќе почувствувате таа стегнатост на подвозјето, меѓутоа во сите други ситуации пак ќе видите дека има и комфорт. Значи, еве, по овој пат сосем задоволувачки карактер на крстосувач автомобил со кој што нема да патувате од едно кафуле во друго кафуле, од една Mokka на друга Mokka, туку автомобил со кој што според ова што го покажува, значи нормален пат, не можете да отпатувате и на летен одмор, и на каков било одмор, едноставно на подолги релации. И на тема комфорт, звучниот комфорт. Користи, значи има бенефит по ново македонски, користи Opel Mokka, користи од тоа што постои електрична изведба, целосна електрична изведба и обично моделите кои што се конструирани, значи проектирани и во целосна електрична изведба имаат посебно внимателна звучна изолација. Едно од најважните работи лета да се најде човек сенка во 3 часот попладне. Opel Mokka е триумфот на Opel. Зошто? Затоа што со неа Opel успеа да го врати на сцената духот на еден од своите најславни модели, модели на кои што се гордеа најмногу. Egon hat einen neuen Wagen. Den neuen Manta von Opel. Sportlich schick. Mit schnellem Cockpit und tollem Anzug. Traumhaft sicher in der Kurve. Und stark. Die neue Manta-Formel von Opel. Einen Manta fahren. Ein herrliches Gefühl. Hannelore wird begeistert sein. Aber etwas passt dem Egon nicht.
Der Manta hat Platz für 5 und allerhand Gepäck. Und alle wollen mitfahren. Armer Egon. А тоа секако е духот на Манта. Многу нешта во изгледот на овој визор се патем има некое име во Opel. Многу нешта во овој визор и многу елементи во дизајнот се произлегуваат од историските две генерации на Манта. Зошто беше толку важно? Затоа што Opel го победи Volkswagen со Манта. Голф секогаш победуваше во трката, барем во поново време, во трката со Астра, предходно со Кадет, секогаш беше некој чекор понапред. Меѓутоа, тоа што Opel го направи со Манта, да направи големо волуменски модел на големо волуменска марка, купе, да, која што беше достапна, значи со достапна цена, постоеше и во спортски изведби, ГС постоеше и во изведби со основна моторизација. Успеа да направи имидж, успеа да изгради култ. Има еден филм кој што може да се побара Манта. Манта имаше и обид да се направи нова верзија, меѓутоа не мина успешно. Манта, култ, огромен култ. И со него успеа да го победи Volkswagen во тоа вечно ривалство. Volkswagen никогаш не можеше со широко и со која било друга купе изведба што и парираше на Манта. Не успеа да ја престигне Манта. Не успеа да го изгради имиджот, да биде ценет како што беше Манта на сцената. И во тоа е силата на Мока. Да го пренесе духот на Манта, на историски модел, култен модел на Opel, да го пренесе во денешницата. И ако се гледа како продолжение на духот на Манта во условите на денешните барања и потреби на светот, навистина Мока не треба да се гледа како SUV или како кросовер, туку како купе. Денес луѓе паничат кога ќе им каже некој или кога ќе видат две врати, освен Ферари, Ламборгини, Астон Мартин и слични чудеса. Значи, да, чувството, намената, поентата, суштината на Мока е да го замени местото на некогашните купеа, достапни купеа, односно да биде Манта на денешницата. И да, има модели кои што се поголеми назад, значи кои што имаат повеќе простор на задната клупа, кои што имаат поголем багажник, кои што се можеби пофлексибилни, поприспособливи, меѓутоа не се Мока, не се купе. Светот паѓа на такви нешта, на несовршени работи. Да, можеби не е најпросторна, можеби е за нијанса покрута, меѓутоа затоа фантастично лежи и нуди уживање во возењето, меѓутоа Мока плени со другом, плени со духот, со стилот. Овој стил е неповторлив. Ретко има некој друг модел кој што двои толку и кој што ја задржува свежината и до ден денес.